Значи, она што ни беше оврска согласно решението на министерот за правда, комисијата во најголемиот дел ја заврши својата работа преку увидот на лице место во одредени уписници, бидејќи ние денеска дојдовме заради тоа што се укажа потреба да се изврши дополнителна анализа и увид на одредени уписници за кои што имаше одредени индиции по однос на законитоста во делот на постапувањето во АКМИ системот и автоматската распределба на предметите. Она што имавме за потреба, го видовме, извршивме увид, констатиравме одредена состојба и следува целосна анализа на целокупниот материјал, на сите списи, односно на акти кои што понатаму преку анализата ќе дојдат до одговорот, се разбира, кој што сите ги очекуваме што точно се случувало во Основниот суд Скопје 1. Дали АКМИ системот и автоматската распределба на предметите преку софтверското решение била злоупотребувана или не била злоупотребувана. Колку време ќе би требало? Индици дека за да мора повторно да проверувате на што укажувале тие индици? Не, велам генерално индици, бидејќи целокупната јавност во Република Македонија, меѓународната јавност и извештајот на Прибе, кој што беше правен врз основа на одредени разговори водени овде со врвните луѓе од судскиот систем и со одредени судии, таквата констатација беше наведена во извештајот на Прибе. И сето тоа бараше да се истражи, односно да се изврши надзор и увид во уписниците и во автоматската распределба на предметите. Токму тоа беше една од целите да се извади. Дали она што е констатирано е навистина така или не е така? Заменик министерот за една телевизија рече дека имало злоупотреби. Вие до сега со сегашната анализа не може за јавноста да кажете нешто, сигурно имате некакви информации. Не, ние констатираме состојба. Значи, правиме целосна анализа, затоа што станува збор за голем број на уписници. Имајте во предвид она што е многу важно. Значи, АКМИ системот представува сушност електронски записник, електронски уписник, за разлика од хартиените уписници кои што постоја претходно. А автоматската распределба на предметите представува надградба на АКМИ системот. Значи, станува збор за софтверско решение кое што е само надградба на АКМИ системот. Значи, да биде јасно за целокупната јавност. Значи, АКМИ-сот е електронски уписник, а автоматската распределба е софтвер кој што е надградба. Постојат огромен број на уписници. Ние тоа не можеме да го утврдиме за еден ден или еден час. Знаете, контролираме за она што е најважно во овој момент. Бидејќи невозможно е вие за неколку дена да извршите упис, односно да извршите увид на сите уписници кои што постојат во судот. Извршивме за она во кое што ние сметавме дека во конкретниот момент е најважно како информација да се соопшти и да се анализира. И анализиравме и во делот на автоматската распределба на предметите, така што затоа ви реков, истовремено вршевме и анализа, ги побаравме сите акти кои што се однесуваат и го дефинираат прашањето за функционирањето на АКМИ системот и автоматската распределба на предметите. Мораме да најдеме причинско-последична врска. Најпрво од делот на сите акти кои што постојат. Значи, Законот за судовите, Судскиот деловник и Законот за управување и движење на предметите кои што ги има дефинирано и нормирано сите прашања како и на кој начин надлежните лица кои што управуваат во судот треба да ги превземаат одредени дејствија во делот на управувањето и движењето на предметите. Значи, ние ги добивме тие документи, ги побаравме внатрешните процедури за управување и движење на предметите, бидејќи тоа е законска обврска секој суд, не само Основниот суд Скопје 1, туку воопшто сите судови во Република Македонија да имаат такви внатрешни процедури и на месечно ниво да го контролираат системот, АКМИ системот и автоматската распределба на предметите и понатаму според воспоставената процедура да доставуваат извештаи до надлежните институции. Тоа се повисоките институции, Судскиот совет, Апелациониот суд и Врховниот суд, што значи дека таа процедура ние ќе видиме дали се спроведувала или не се спроведувала. Понатаму тука се годишните распореди за работа, измените и дополнувањето на годишните распореди за работа, иземањето одредени одлуки кои што се однесуваат на прашањата за делот евентуално исклучување или вклучување на самите суди во АКМИ системот
и нивната причина. Значи, која е причината одредени суди да се вклучуваат или исклучуваат? Дали е таа, нели, законита или не е законита? И целокупната таа анализа на крајот ќе ни го даде одговор што точно се случувало, она што навистина ја интересира и целокупната јавност во Република Македонија. Колку време ќе треба анализата да биде готова? Кога да ги очекуваме овие информации? Па јас се надевам дека за неколку дена. Не е коректно во овој момент да тврдам дали тоа ќе биде за ден, 2, 3, 4, 5 дена. Значи ние интензивно, уште денеска ќе започнеме во Министерството да правиме целосна анализа на нормативните акти и на она што како увид го констатиравме и претходниот пат и денеска. За колку временски период правите увид? Па тоа се 2017 и 2016 година. За претходно не? Не. Значи во овој момент ви реков, станува збор за огромен број на уписници, огромен број на предмети. Имајте во предвид дека Основниот суд Скопје е еден најрепрезентативниот и најголемиот број на суд, најголемиот суд во Република Македонија кој што на дневна основа заведува и генерира огромен број на предмети. Значи не станува збор за 1, 2, 3 или десетина предмети, стотици предмети кои што се во актива секојдневно и сето тоа, замислите, мора да се анализира за да се дојде до конкретните податоци и информации кои што нели ние имаме интерес да ги анализираме. Се фокусиравте ли на по-специфични предмети? Селектиравте ли предмети? Не, значи Па добро, ако ги земете предметите, односно уписникот КОК, нели, организиран криминал, дефинитивно тоа се дел од предметите кои што се работеле во 2017 година. И анализите кои што се прави ќе даде одговори на тие прашања. Што навистина се случувало и дали автоматската распределба или уписот на предметите бил на начин кој што е дефиниран согласно законите. Првичен отпечаток? Не би можел да ви кажам, затоа што не е коректно, потребна е анализа. Никакви паушални податоци и информации во овој момент не можеме да изнесеме по однос на прашањето за констатацијата. Значи, станува збор за сериозна активност, сериозна анализа која што претходни, за да може на крајот да се изведат конкретните заклучоци, бидејќи ние всушност работиме да констатираме одредена состојба и таа состојба понатаму да се надмине. Тоа е мандатот на оваа комисија, ништо повеќе од тоа. Злоупотреба има? Злоупотребата ја дефинира другите институции во Република Македонија. Знаете, ние имаме надлежност да констатираме состојба од аспект на надзорот, да ги утврдиме одредените неправилности во делот на примената на судскиот деловник. Ние овде мандатот го црпиме токму од судскиот деловник кој што се представува Устав за судството. А доколку има злоупотреба или било какви одредени други дејанија кои што се укажуваат на одредени кривични дела, тоа не е предмет на комисијата, туку тоа е активност на другите институции во Република Македонија.